Денес имавме можност да уживаме во прекрасните точки кои ни ги подготвија младите членови на културно-уметничкото здружение фолклористи кои ни доаѓаат од Кривопаланичкиот крај. Голема заслуга за нивните успешни перформанси има господинот Бобан, кој именно е културниот раководител на ова здружение. Ви посакувам добар ден и добре ни дојдовте. Добро ви најдовме и ни беше особена чест и задоволство да прифатиме вашата покана. И затоа сме тука денеска да играме, пееме и да се веселиме. И да ја збогатиме вашата емисија. Кога е основано ова ваше здружение? Нашето здружение е релативно младо здружение и е формирано 2012 година. Овие години сите би сакал да напоменам дека имаме голема поддршка од самите родители на децата, кои не знам да не беа тие, друштвото тешко да ќе постоеше. Така да, значи, со огромна поддршка од родителите, ние функционираме и се надеваме дека ќе продолжиме во иднина како и до сега. Бидејќи сте релативно младо друштво, да кажем, претпоставувам дека има и помал број на членови. Па членови моментално имаме на бројка околу 130, распоредени во 5 групи. Исто така, тука би сакал да напоменам кај што имам група сениори, кај што најстариот ми е, не сум го прашал, повеќе од 70 години. Ева да ги охрабрам паланчани да се запишат и да научат да играт. Значи има луѓе кои не знаат да играт. Јас верувам дека после оваа емисија ќе се зголеми вашиот број. Јас се надевам. Јас сакам да ве прашам колку деца имате. Мислам во здружението, а знам дека имате едно ваше помеѓу нив. Да, по стапките на таткото. Јас сум игрорец 30 години, од кои 20 години сум како уметнички раководител и по моите стапки така мојата ќерка која е тука сега со нас игра и се надевам дека ќе продолжи и во еднина. Богдан Крива Паланка е објективно мало градче. За едно мало градче членството во 100 колку кажавте, околу 130. Околу 130 дечиња, навистина импресивна бројка. Имате ли турнеи, патувања надвор? Нели секако се разбира дека една од главните причини покрај љубовта спрема традицијата и фолклорот кај дечињата е дружењето и шетањето со игралните друштва. Па да, видите, тоа е едно од побитните работи во фолклорот, каде што тоа е една мотивација. Да. Тоа е голема мотивација за нив. Одиме на неколку денови, каде што тие се со нас, не се дома со домашните. Така. И така да дојде поинтересно, во секој случај. Во вашето постоење сте гостували ли надвор од Македонија? Сте имале ли концерти како и во државата, така и надвор? Ајде да видиме за вашиот успех и за се она што сте сработиле до сега и за она што планирате да го работите во иднина. Да, до сега имаме настапувано покрај нашава држава. Претежно работиме со Србија, со Босна. Соседните земји, значи. Со соседните земји, да. И конкретно нас највеќе патот ни е отворен до Турција, према Бугарија и Турција. Западот се уште ќе почека, ќе видиме во иднина дека можеби ќе отидеме. Кои кореографии ги имате на репертоар? Во нашето друштво работиме стилизиран и изворен фолклор. Од стилизираниот фолклор работиме повеќе кореографии, како например да спомнам некои Повардарие, Ора и песни од Источна Македонија, Пиринско пролетно цвеќе, Жетварка, не знам повеќе, Копачија. Изворниот фолклор исто така го негуваме, но претежно го работиме изворниот фолклор од нашиот крај. Значи таму имаме некои ора кои ние ги работиме. Специфични. Се надевам во некоја наредна прилика дека ќе ги презентираме во вашата емисија премиерно. Која беше кореографијата што ја видовме пред малку? Пред малку ја видовме кореографијата Кумановка. Така. Сега наредна кореографија ќе видиме ора и песни од Источна Македонија. Значи ги одбрав овие две кореографии, оти се претежно од североистокот
од каде што и ние потекнуваме, затоа и тие сакав да се одиграат тука. Неколку пати ја споменавте Србија, дали со нејзи имате склучено некакво партнерство или побратимство поточно, кажам? Имаме склучено побратимство со едно место близу до Трстеник, местото се вика Велика Дренова. Со нив имаме склучено нели како побратими они што викаат. И интересно е што тоа пријателство со нив од база на игрорци веќе оди на база на родители другарување. Значи кога ние идеме натаму или кога они доаѓаат кај нас, доаѓаат со се родителите. И тоа е една дружба. Тоа сега да прашам, често пати во нашата емисија кога гостуваат фолклорни друштва го употребуваме зборот збратимување со фолклорно друштво надвор од Македонија. Што значи конкретно тоа збратимување? Да. Што значи таа врска или што би рекли англичаните relationship со друго друштво надвор од државата? Што конкретно? Фактот што ние се зближуваме. Кои се врските? Со нашите фамилии, тие престојуваат кај нас дома. Значи тие не одат во хотел, ние не ги сместуваме во хотели. Тие се со нас цело време тука, колку и да се викенд, 4-5 дена не бит. Исто и ние таму кој одиме. И се грижиме едни за други и да ви кажам дека се буквално да, како дел од семејството доаѓаат. Така да тоа се И тоа е еден бенефит кој што го има од членувањето во фолклорните друштва. Така. Да не должиме многу, ја знам дека дечињата со нетрпение чекаат да ни покажат уште нешто од нивниот репертоар. Па да им дозволиме, може ли? Да, секако. Повелете, дечки, хајде да ви видиме.